Со оставката на Зоран Заев од премиерската позиција и од функцијата претседател на СДСМ, откако неговата партија ги изгуби локалните избори, Северна Македонија де факто е во политичка криза, вели за Гласот на Америка политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Затоа што таа оставка ја дестабилизира владата, можеби го загрозува парламентарното мнозинство, а секако ги загрозува овие напори за справување со кризите кои ни доаѓаат, па ако сакате и со евроатлантските интеграции. Времето ќе покаже колку таа ќе трае и колку брзо од неја ќе можеме условно речено да се отплеткаме. За Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, оставката на Заев сама по себе не значи и политичка криза, но оти може да биде вовет во такво нешто. Но има начини да се разреши ситуацијата на релативно мирен начин, па и брзо, но ќе зависи од какви се односите на силите во парламентот и однесувањето на дел од политичките партии кои го сочинуваат сегашното мнозинство, особено БЕСА. Кое решение во моментот е најдобро за земјава предвремени избори, техничка влада или нова влада? За Кржаловски најочекувано е да има нов мандатар од СДСМ и да продолжи со работа истата влада со постечкото парламентарно мнозинство. Најдобро решение или посакувано дури би било широка коалиција и особено ваквата ситуација да нема мандатар, па дури не јасен наследник на Заев во СДСМ возможува и експертска влада, поддржана од сите или од повеќето политички партии во парламентот, која мислам дека е најпотребна во овој момент, особено со престојните очекувани по-комплицирани состојби со Бугарија во декември, дали ќе дојде до деблокада и со енергетската криза. Зарсовски во игра се 4 сценарија, но оти најостварливо е следново. Имајќи го предвид составот на собранието во моментот и тесната разлика во било кој состав на мнозинството, најверојатно дека ова сепак ќе заврши со предвремени парламентарни избори. Прашање е кога тоа ќе се случи и дали тоа треба да се прави баш веднаш или треба да се почета можноста во декември по составувањето на владата во Бугарија за некаков пробив во евроатлантските интеграции. Од кабинетот на Заев велат дека неговиот план не е да ја одоговлекува оставката до декември и оти таа јасен чин на преземање одговорност. Заев одржи и средба со своите коалициони партнери, на кое што сите изразиле подршка на влада од ова парламентарно мнозинство и од истата била стабилна. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.